Добро утро, Сашо, добро утро на сите од екипата на утрински брифинг и секако на нашите гледачи. Се наоѓаме тука, позади нас се просторите на Македонската филхармонија и Македонската опера и балет. Ја избравме оваа локација бидејќи деновиве тука се подготвува представа која што ќе биде премиерно изведена на 13 ноември на делот на ослободувањето на Скопје. На оваа тема денеска разговараме со кореографот Игор Киров. Добро утро и добро дојде во утрински брифинг. Добро утро и добро ве најдов. Како што најавив, во тек се подготовките за оваа представа, за големото одбележување или на ослободувањето на нашиот главен град, ослободувањето на Скопје. Прво би те запрашала под кој наслов ќе се игра оваа представа и како течат подготовките? Па вака, представата е насловена едноставно како Станица Скопје. Работим интензивно веќе 4 недели. Една авторска представа која што мислам дека за прв пат, имајќи во предвид се што е направено за оваа манифестација, тоа е манифестација која што се одделува се одигрува или се прави секоја година, каде што секогаш различен начин се одбележува ослободувањето на град Скопје. Ова година е во продукција на град Скопје, во соработка со Македонската опера и балет и Македонската филхармонија, или соработка или поддршка нивна, една представа која што е авторски тим мој како кореограф заедно со режисерка Драгана Милошевска. Музиката е направена од страна на Томче од Прилеп. Му заборив презимето сега се. Нема да ни замери. Да, нема да ни замери. Со солистите и правенците на Македонската опера и балет, костимите се на Александра Ношпал, и заеднички работиме на една идеја, сакајќи да го представиме ослободувањето на градот пред војната, за војната и после војната, поточно за едни млади луѓе кои што во тоа време се бореле за тоа што го имаме денеска, да живееме во едно слободно општество, во еден слободен град, каде што сите заедно се гордееме дека тој град или овој град каде што сме сега израснал во тоа што е. Значи една модерна представа која што мислам дека, пак ќе кажам, за прв пат на овој начин, на ваков начин се прославува ослободувањето на градот. Така би сакала и јас да ја видам представата, верувам дека и нашите гледачи. Сите се добродојде на 13 ноември во филхармонија. Дали тоа ќе биде само еднаш изведена представа на 13 ноември или потоа ќе биде редовно на репертоарот? Па вака, јас се надевам и верувам дека представата ќе успее и после тоа да се оди да се игра. Станува збор за нецеловечна представа, значи на представа која што има околу 40-45 минути, што не ја доведува до бројката на целовечна представа, но имајќи во предвид дека кај нас постојат мали сцени или сцени кај што може да се поклои представата, верувам дека представата ќе продолжи да живее и по завршувањето на 13 ноември. Тоа е нешто што ја размислував и во соработка на дирекцијата од град Скопје за култура. Се надевам дека ќе успееме да ја задржиме представата на репертоар, дали ќе биде во Македонското опера и балет или во МКЦ или во некоја друга културна установа во Македонија или во Скопје конкретно. Тоа е нешто што доправо по завршувањето ќе го размислуваме. Така, ако убаво ве разбрав, оваа представа ќе биде дел од едно поголемо целокупно одбележувањето на ослободувањето на градот Скопје. Да, мислам тука доаѓаат тие годишни награди кои што се 13 ноември, кои што ги знаеме сите, за животно дело, за успешни достигнувања така натаму, и пред почетокот на официјална церемонија почнува представата, каде што во форма на танц го прикажуваме тој начин како бил Скопје во тоа време. Така, Игор, јас би ве прашала и за нешто што неодамна се случи, односно вие добивте и награда на фестивалот Војдан Чернодрински за исто ваше дело кое што го работевте. Зашто станува збор? Па, станува збор за представата Едив коментари, кој што премиерно беше изведена 12 август во Народниот театар во Штип, Ацо Шопов, представа која што за прв пат во Македонија е поставена како кореодрама, значи представа каде што глумците не само што глумат, него и доста интензивно играат внатре, на представа која што мислам дека покажа доста интерес кај публиката, не само во Штип, него во Велес, во Прилеп и се надам дека наскоро во Скопје. Да представа кој што, како што реков, работев, сакавме со Драгана Милошевска како режисер да ја направиме во Штипскиот театар и на штипската публика и целокупно на публиката во Македонија да ја пренесеме и да ја поставиме нешто што можеби на запад и е тренд кој што се работи веќе години на нас. Така, вие сте кореограф, меѓутоа и танчар со интернационално бивши танчар. Меѓутоа имате интернационално искуство така. И многу
многу успеси, па би ве прашала Ива и каква е состојбата кога веќе се наоѓаме пред овие две големи национални установи, институции, каква е состојбата со танчарската сцена кај нас? Тоа е едно тешко прашање за кое што мислам дека со години веќе некако македонската танцова сцена тапка во место. Апропо целата ситуација со пандемијата, да зборим и пред таа пандемија, во споредба со другите држави во регионот, како што е Србија или како што е Хрватска или Словенија, каде што навистина постои независна танцова сцена или сцена која што ја доминира публиката во државата кај нас, постојат многу мали ствари кои не функционираат, според мене, зборам моје лично мислење, не функционираат до гледна точка каде што ние можеме да кажеме дека во Македонија постои една танцова сцена. Македонската опера и балет како водечка институција во нашата држава, мислам дека за мене не прави доволно за да ги поттикне оние помали институции кои што треба да функционираат, де факто сите добиваат пари, кој од градот, кој од државата, кој од министерство, да екзистираат и на македонската публика да ја пренесат што е тоа класика, модерен, современ или концептуален танц, за кој што него сигурно во другите соседни земји е на многу поголемо и заводно ниво. Има ли интерес кај македонската публика да гледа вакви представи? Има, мислам, од моето лично искуство до сега, мислам дека конкретно за моите представи што се до сега поставени на македонската сцена, не само во Скопје, него и додека бев директор во ХНК Сплит, гостувавме и во Штип, и во Битола, и во Охрид. Да, има интерес доколку на публиката и пренесеш нешто ново и нешто што е не секојдневно за нашата публика. Нормално, класиката си е класика и тоа треба да постои на репертуарот, но го станува збор за нешто покреативно. Има публика, тоа се покажи летово со гостувањето на Балкан Денс проектот, значи една продукција која што е воден веќе од 2013 година. Представата си Марш на плес, која што имаше, со која што гостувавме во на Охридско лето и на Скопско лето, значи картите беа распродадени, луѓето сакаат да гледат, луѓето се заинтересирани и де факто секој представа кој што имам поставено во Македонија секогаш наишла на голем интерес. Јас би сакала, како што започнавме со разговорот со представата посветена на недот на ослободување, така и да завршиме. Споминавте дека ќе има елементи и сегменти кои што ќе не навратат на минатото кога се ослободувало Скопје. Ви помагаше ли некој околу тоа како да се направи сценариото и како да изгледа сето тоа? Па идејата им беше некако од самиот старт кога почнавме да разговараме со целиот мој тим, што сакаме едноставно, затоа што знаеме што се десило тој период и знаеме на кој начин функционирале сите работи. Сакавме да направиме едноставно нешто што ќе ги барем за мене ќе не наврати на три етапи од тоа постоење, значи како луѓето функционирале пред војната, за време на војната и после војната. Значи де факто станува збор за еден млад брачен пар кој што се запознаваат пред војната, ја поминуваат војната и на крај успеваат тоа што да ја овековечат својата љубов после војна. Значи некоја љубовна историска приказна ќе биде. Така, историска приказна, сите карактери и начини се наша имагинација. Успеавме да најдеме што се слушало во тоа време, кои имале радио, на кој начин дури бев изненаден како Скопје бил доста популарен, доста up to date, што би се рекло, значи со игранки, со кино, со корза во тоа време, значи како младите се забавувале, затоа што сепак во нашата представа станува збор за 8 млади луѓе од тоа време кои што на некој начин се таинствено се бореле за слободна Македонија, слободно Скопје, за она што го имаме денеска. Така да имавме неколку истражувања во музеот на град Скопје да видиме што можевме таму да извадиме. Нормално сега се не е достапно на интернет, сите некои детали кои што ни беа важни може да се најдат на интернет. Така да мислам дека целкупно кога сега се ги превршуваме тие последни подготовки до крајот на месецов, па здрави од почетокот на ноември ќе почнем да ги спојуваме се дело и по дело. Мислам дека ќе испадне една интересна представа која што можеби за прв пат се поставува на еден ваков начин за ослободување на Скопје. Се знае во колку часот ќе биде представата или се уште тие детали не се утврдени? Тоа оставам на организацијата на град Скопје затоа што тие се задолжени за тоа. Моје да направам
да представата изгледа најдобро што може и се надевам и верувам дека од тоа што го имаме дека се работим дека ќе испадне нешто ново и нешто интересно. Така, меѓутоа сепак ќе ги повикаме гледачите да ги следат новостите, Така. да се информираат во колку часот ќе биде оваа представа и секако да дојдат да ја погледнат. Да, здраво има време до тогаш уште некои си 3 недели, али све во свое време. Игор, јас ти благодарам што денеска издвои време и беше дел од утренски брифинг. Благодарам и на вас и поздрав до сите. Со информациите за представата посветена на денот на ослободувањето на Скопје, ние го привршуваме овој разговор.